Почитувани гледачи, почитувани ловци, добар ден. Денес во емисијата на Жива цел ќе разговараме на тема поврзана со ловечките кучиња, како и сите останати други кучиња и нивните болести, значи. За тоа ќе ни помогне господинот Стефан Стоилев, кој е доктор по ветеринарна медицина. Бидејќи сме при крај на работното време, нели, да не ви одземаме од вашите редовни обврски, накратко би сакале да поразговараме нешто во врска со ловечките кучиња, нели, како и сите оние други кучиња, сеедно за болестите конкретно, кои ги тангираат, нели, сите видови на кучиња, па и мачките до некаде. Па поврзаноста меѓу нас собствениците и милиниците, нели, наши, кои ловечки, кои друга раса на кучиња сеедно, може ли ми кажете во врска со болестите нешто накратко, што треба секој собственик на кутре или на куче да знае за тој миленик? Поврзаноста на кучињата со собствениците и сите тие моменти кои се со болестите, дали е таа паразитска или бактериските болести или сите други вирусни болести како што е беснилото, и е многу блиска и е многу поврзана со собствениците. Постојат многу зоонози, зоонотски болести кои се поврзани со собствениците и мора многу да се обрне внимание на тој момент. Тоа се дел од паразитски болести, дел од вирусни, како што е беснилото, дел од бактериски болести, што превенцијата кај сите нив е многу битна. Најпрво да речам, паразитите се многобројни и многу упорни во нивното во организмот и на кучињата и кај луѓето као зооноза, и мора многу да се обрне внимание на тој момент. Прочистувањето на тие сите паразити е многу лесно и едноставно, само треба да се знае тој конечен пат на движење на сета таа. Така, на тој редослед. Да. Така. Еве да почнеме од почетокот, еве за нашите гледачи да појасниме, значи го купуваме или го добиваме нашиот миленик. Што треба најпрво да направиме? Најпрво треба да направиме едно во зависност од на која возраст го веќе имаме земено ние тој миленик и тоа кутре, и дали знаеме некаква историја за тоа кутре, дали има некогаш некаква вакцина примено, дали има некаква дехелминтизација направена против паразити, за да знаеме што следно да правиме. Ако тоа кутре нема ништо примено од тие вакцинации редовни што ги фаќаат заразните болести кај нив, и таа дехелминтизација, треба најпрво да се почне со процедура за прочистување на сите тие надворешни и внатрешни паразити или глисти, како народски кажани. Секој куче ви треба да има вакцинален пасош, така? Да. За полесна евиденција, да се следи текот на вакцината, што понатака да се преземе. Вакциналниот пасош мора да го има секој миленик. Тој вакцинален пасош си има собствен број, што е внесен во системот, во регистарот на ВИС, на Агенцијата за храна и ветеринарство. Тој пасош е под број, врз основа на тој пасош и број се внесуваат следните вакцинации на беснило, со серијски број, со валидност на вакцинацијата. Другите вакцинации што се редовните, како петовалентната вакцина и папи вакцината, не се внесуваат системски во тој, туку се само обележани во пасошот. И имаме некаква евиденција од тоа што имаме вакцинирано и кога е следно за ревакцина. Многу битно исто кај малите кутриња, како што кажа, дека треба да обрнеме внимание редовно да ја спроведеме сета таа вакцинација. Што најпрво треба? Ако ние го земеме кутрето на некој си 40 дена, кутрето немало примено никаква вакцина, не е прочистувано од паразити, значи ние најпрво треба да го прочистиме кучето од паразити. Која е постапката? Со вакцина исто? Не, тоа е таблетарна форма се најчесто тие, да, и после неколку дена, 3, 5 до 7 дена ја спроведуваме
вакцинацијата и многу битно дека кутрето мора да се навикне на тие, да се аклиматизира во новиот дом. Најпрвата вакцина кутрето може да ја прима на 6-та недела. Најдобро е да на 21-виот ден од неговата старост да прими таблетата против прочистување на паразитите, хематицацијата. Редоследно зависи од кој бренд на вакцина го користиме. Има некои вакцинации кои се спроведуваат на 21-виот ден од првата вакцина е ревакцинацијата, некој на 28-миот ден. Имаме петовалентни, имаме седмовалентни вакцини. Најпрво е најдобро да се почне со првата папи вакцина. Таа е со двовалентна вакцина која е со штенечак и паровирозата. Така, вакцина за беснило, кога најрано може да прими? Вакцината за беснило најрано може да ја прима на 12-та недела. Да, со вакцината за беснило може исто така да се направи микрочипирањето. Микрочипирањето е дел од пасошот кој треба да се внесе во систем. Бројот на микрочипот е буквално пластично топче кое стое под кожата на кучето. Да, тој микрочип ни е битен. На тој микрочип се унесени податоците на собственикот и на кучето врз основа на бројот на пасошот. Така, значи било кога, значи и каде да го најдеме, потоа може да се открие кој е собственикот. Така. Ако се најде кучето, може да се стави да дојде ветеринарот со тој читач за микрочипови, кој ќе се открие бројот на чипот на микрочитачот, ќе се внесе во систем и ќе искочат сите податоци на миленикот и на собственикот. И кога е вакцинирано од беснило, дали е таа вакцина внесена во систем? Сите генерали ги има, значи за само и за собственикот и за собственикот и за миленикот. Бидејќи еве ние како ловци, нели, повеќе нашите загари или кучиња се на терен каде што се сретнуваат со голем број на диви животни, каде владее беснило или некои други болести како свинската чума. Како да ги превенираме, како да ги заштитиме нашите кучиња од тие болести? Што треба да направиме како ловци? Најпрво нашите кучиња за да ги заштитиме од тие болести треба да ги најпрво и најосновно е да нашите миленици да бидат вакцинирани од беснило, против беснило. Тоа се прави кај овластена ветеринарна установа која ги има тие вакцини и која може таа вакцина да ја внесе во системот врз основа на бројот на микрочипот и на самиот пасош, да биде евидентирана таа вакцина дека е извршена и дека ја самиот миленик веќе има. Докторе, ке сакате ли да ни појасните нешто повеќе за беснилото? Да не запознаете нас и нашите гледачи за опасностите од овој вирус, така? Беснилото е смртоносно заболување кај животните и кај човекот. Тоа е предизвикувачот РНК вирус од фамилијата на лисавирус и рабиес кој го напаѓа нервниот систем на животните и на човекот. Кои се симптомите? Како може да симптомите се некоординирано движење на збореме стрикно за куче кое е со симптоми на беснило, некоординирано движење, личи на шугаво куче, нема ориентација во просторот, се меша во луѓе. Исто нели важи за дивечот тоа, бидејќи Исто и за дивечот, да. Лисиците кои се движат во населени места, кои се не се плашат од луѓе, кои се мешат со луѓето, некоординирано се движат, личат на шугави. Така, тоа се симптоми. Тоа се некои одредени симптоми што може да ги препознаеме кај беснилото. Инаку беснилото е ризично да дојде во контакт, да речеме бесно лисица со беснило, да дојде во контакт со
нашиот загар кој е веќе во теренот со ловецот заедно, зашто таа лисица едноставно нема да му се плаши на кучето. Кучето ќе појде да ја нападне, вирусот се наоѓа во плунката на лисицата и ја излачува во плунка. При давањето лисицата на тој начин го пренесува вирусот. Да. И потоа кога ќе дојде загарот кај нас, па ние ќе го погалиме. Да, и веќе ние имаме контакт со загарот и тука настануваат многу компликации, за собствениците. Инаку во Македонија прв случај е регистриран во 2011 година на лисица во околината на Велес. Има до 2013 година потврдено 9 случаи на беснило, од кои 8 се диви животни, волци и лисици, и една е домашна мачка. Да. Агенцијата за храна и ветеринарство од 2011 година спроведува вакцинација на диви животни со мамци, тие се фрлаат на пролет и на есен, и на тој начин на тој начин се врши вакцинацијата врз дивите животни. Има ли од 2013 година кучињата има опасност со тие коцки ако дојдат во контакт па ги изеде на пример, или нема врска? Не. Нема проблем со Така, кажавте нешто 2019? 2013 година до сега не е познат случај на беснило во Македонија. Така, значи превенцијата била успешна. Да се надеваме. А постојат ли други болести од кучињата кои може да се пренесат на нас собствениците? Постојат, од тие кои се опасни за човечки живот. Да, најчесто во контакт ние може да дојдеме со болестите кои се паразитите кои ги имаме веќе на дофат на некој начин. Тоа се паразитите кои што кучето, ако веќе во себе ги има, као што е кучешката тенија, и ако веќе кучето во себе ја носи таа тенија, тој со самиот измет може да ги расее буквално низ неговото крзно тие микропаразити и цисти кои се веќе у некоја развојна фаза. И ние со самото галење, со самиот допир, со самиот контакт на кучето, а ние сме веќе на лов, во терен, немаме вода да се измиеме, немаме сапун. Да, во меѓувреме ќе земеме да изедеме нешто. И така може да ги и на тој начин може многу лесно да ги внесеме. Значи само орално може да ги внесеме. Орално може да ги внесеме, што значи дека тие паразити можат да бидат многу фатални. Кои се симптомите кои може ние да ги откриеме и каде напаѓаат кај човекот? Па најчесто е хинококот како тенија, тој е цестода и таа влегува преку устата, како што кажавме. Да, најпрво ќе дојде до желудникот, самата желудочна киселина ќе се разгради, низ крвотокот може да помине до црниот дроб, до белиот дроб, најчесто се стационира во црниот дроб. Може да нападне на бубрези, слезина, дури до мозок кај човекот, и најчесто тие ехинококот може да биде и фатална, да се прави како циста, хируршки се отстранува, да, може да се открие на ехо, на ултразвук, што мора да добиеме до некакви симптоми, да, тоа е од општиот контакт од уста до па се до крај. Што е најдобро да ги храниме нашите кучиња за нивното здравје да биде? Најдобро е да ги храниме со квалитетна витамини, минерали, нели тоа? Протеинска храна со одредени проценти на масти кои ќе ги задоволуваат, зашто тоа се кучиња што се многу физички активни, кои многу трошат
и на крај на ден мора да бидат мора сета таа исхрана да биде задоволена за целиот потрошен ден, зашто тоа може да биде и 50 и 80 и 100 километри на движење на кучето, што е исто многу битно да кучињата не се хранат пред самиот лов или пред самиот тренинг кога ги изведуваме, зашто тука можеме да имаме веќе и многу други проблеми, како што се торзија на желудник, од физичкиот напор, од сета таа физичка активност. Значи, најдобро е после завршениот тренинг, навечер, кога ќе биде одморено кучето, да се напие свежа вода и да биде нахрането со Дали собствениците на домашни меленици ве контактираат, бараат совети од вас за начинот на исхрана, употреба на витамини, минерали, нели све што е потребно за здраво куче? Витамините и минералите се неопходни, поготово кај младите кутриња, се додека не пркнат, народно кажано, да. Значи, може да се јават тие акутни рахитиси, најчесто се јавуваат, што мора да се третираат со калциум, со одреден фосфор, со калиум, со минерали, али тоа се таблетки кои се комплексни со сите тие минерали и витамини и со сите тие таблетки се завршува тој процес на минерализација и витаминација на кучињата. Така, се случува ли кај вас да дојдат, например, кучиња или загари од терен, кај што се расечени од дива свиња? Да, се случува и на терен да искочеме за тие. Зависи од далечината на теренот, зависи од моменталната ситуација, дали во моментот има некој, зашто тоа може да се случи да биде и во 6 саат попладне, и во 9 саат попладне, загаро се нема вратено кај собственикот од дента од теренот, се вратил вечерта во селото со расекотина и тој повик може да биде и доста навечер. Да, зависи од целата таа ситуација, али секогаш мора брзо да се превенира, зашто знаете дека и самиот повик на собственикот може да биде, не е страшно, а раната да биде многу длабока и да има направено доста голема повреда, траума, што мора да се превенира многу брзо и да се реше целата таа ситуација на најбрз и најдобар можен начин. Ама додека стигнеме до ова ветеринарна установа, што ние како ловци треба да го направиме во прв момент? Прва помош? Зависи од самата рана. Ако таа рана е многу крварење, најпрво нешто што треба да го сопреме ние тоа крварење. Ќе извадиме таа прва помош од колата што ја имаме, со газите ќе пробаме да го сопреме тоа крварење. Многу битно исто, ако можеме да го промиеме, ако може да се носи некое шишенце на јод, на бетадине, нешто ради сите тие инфекции и да најбрзо да може да го донесеме кучето до ветеринарната установа за да сето тоа биде да подлежи на третман, медицински, што е потребно за самото куче. Така е. Ќе можете ли во кратки црти да ни нафрлите нешто за во поново време сега нели уште популарната афричка чума? Афричката свинска чума е вирусно заболување кое многу брзо се шири. Најпрво тој вирус се излачува од крв, секрети, ексрети на многу начини. Е смртноста кај дивите и кај домашните животни некогаш и 100%. Директниот контакт, многу често индиректниот контакт, како храна, загадена вода, имаме веќе и векторски контакт на векторското пренесување на болеста преку крлеш. Исто. Најбитно е
месото да се од кога ќе се улови, Да, од кога ќе се улови однесе на животното, ветеринар, да се однесе во ветеринарната установа. веднаш да се Таму има веќе инспекторот оставено садови во кои што е провети за крв, стерилни Си има чашки. протокол за Да, да за да се испитува. земе крв, слезина, крајници, бубрек еден и парче од диафрагма, за да може сето тоа да се испита да се прати преку ветеринарната установа, се прати до факултет за ветеринарна медицина институтот во Скопје за да се испита дали таа веќе дива свиња е позитивна на вирусот на афричка свинска чума. Исто така, тука да спомнам и трихинелата, која што е исто зооноза и е многу битна. Тој е паразит кај домашните свињи и кај дивите свињи, што е многу битно за луѓето, се заразуваат со заразено и недоволно термички преработено месо. Што веќе можеме да имаме во колбаси, во кулен, Обично кога се суши месото, така, не е тоа на термичко тој начин вработено. многу лесно може да се зараза. Како се пренесува тоа кај Тоа кај луѓето се кај свињите трихинелата како фаќа тоа животните? како паразит го фаќаат паразит, тие, така. да. Бидејќи нашите куќиња загарени, повеќето се во шумата, таму нели го тераат дивечот, може да дојде до каснување или од крлеж или закачување за нивното тело и да настане или она зараза да се добива од крлежот. Така. Како да ги превенираме, што треба да направиме ние како сопственици за да ги заштитиме Така. нашите загради? Превенцијата за крлежите и за болвата, за песочната мушичка, за комарецот како вектори на преносливи болести е многу лесно да се превенира и да се третира. Имаме многу препарати како ампули, огрлици, каишки, имаме таблетарна форма на сите тие антипаразитици. Крлежот мора да го третираме и болвата и комарецот и песочната мушичка, бидејќи крлежите пренесуваат многу болести. Тука се анаплазмата, ерлихијата, лајмската болест, бабезијата, тик парализата која е исто така со нервни симптоми, некогаш и неизлечива кај кучињата. Сите тие болести мора да ги некогаш многу често знаат да бидат со фатален исход кај нашите миленици. А колку се опасни за нас? За нас се исто опасни ако тој крлеж заразен со некој од овие болести се закачи на нас и дојдеме во контакт ние со крлежот, Така. не со кучето. Преку кучето не може да се заразиме со овие болести. Контактот. Значи не постои инфекција од кучето која може да се пренесе? Така, да се пренесе на нас. човекот. Мора крлежот да ни е пренесе на нас како вектор. Так. Да, затоа се опасни тие затоа третманот, зашо ние кога веќе нашето куче има крлежи, многу лесно може да дојде тој крлеж до нашата кожа. Така, Да, кај кучињата исто ловџиските, теренските и сите други кучиња многу лесно се заразуваат и преку комарците и преку песочната мушичка. Се заразуваат од лешманиозата и од дирофиларијата, тоа е срцевата глиста, зашто нашо куче ловџиско е реално изнесено во полето или во планината на кај што има комарец и кај што реално тој комарец ја носи во себе таа срцева глиста, со самото отсицање на комарецот на крвта, ги внесува тие микрофиларии во организмот и таа болест се многу тешко открива, многу лесно се открива ако редовно кучето посетува ветеринар и редовно се прават тестирања за сите овие болести. Се надевам дека доволно кажавме нели во врска со болестите и кучињата, има верувам уште многу да се зборува, тоа е цела наука за болестите на кучињата. Не, во кратки црти што би им порачале на нашите гледачи или љубители на домашни миленици или кои ги одгледуваат тие миленици за да имаат здрав миленик?
Најпрво да се спроведат редовно сите вакцинации за милениците, зашто веќе имаме кај нас многу собствениците знаат дека малото кутре земено, што го земено, се вакцинира еднаш со таа вакцинација против тие заразни болести кои што се паровирозите и штенечакот и завршува со вакцинација. Не, напротив, кога ќе се спроведат на малото кутре сите тие вакцинации кои што се редовни за неговата возраст од мало, значи како што се вакцината, ревакцината, другата ревакцина, бустер дозата, следната година за една година кучето треба да ги прима повторно тие петовалентни или седмовалентни вакцинации, зашто веќе имаме случаеви на штенечак кои заболуваат и возрастни кучиња многу. Значи не да се вакцинират милениците еднократно кога се мали и да веќе заврши таа вакцинација, туку треба да биде секоја година редовна таа вакцинација на тие петовалентни или седмовалентни вакцини, зашто веќе имаме случаеви на штенечак кај возрастни кучиња и дел од другите болести кои ги опфаќаат тие вакцини. Значи неминовна, неопходна е вакцинацијата против беснило, за да, пак ќе кажам, значи од 2013 навака не сме имале случај на беснило, али не дај Боже да дојде до некаков случај на беснило, затоа треба да биде редовна таа вакцинација против беснилото и да биде секогаш тоа на време. Антипаразитиците исто така треба редовно да се дават покрај вакцинацијата, зашто пак ќе спомнам, нашиот миленик, ако веќе некој од тие паразити ги има во себе, ние многу лесно можеме да дојдеме до контакт и да се зараземе, а тие се зоонози и можат да бидат многу фатални и за нас. Као што се, пак ќе спомнам, токсокарата, ехинококусот, џардијата, покрај спроведувањето на овие антипаразитици, да не ги заборавиме и ектопаразитите како болвата, крлежот, комарецот и песочната мушичка и сите тие други ектопаразити кои се преносливи, кои многу пренесуваат многу болести за нашиот миленик, а воедно сме ние и тука до нашиот миленик. Така, контакт значи секојдневно со нив. Најбитно за нас ако имаме здрав миленик, со самото тоа се заштитуваме и ние го заштитуваме и нашето здравје. Така е. Доктори, ви благодарам за исцрпните информации кои ги споделите со нас и нашите гледачи. Се надевам дека нашите гледачи ќе бидат задоволни од овие одговори што ги дадовте. Доколку вие, драги гледачи, не сте задоволни, секогаш може да посетите една од овие ветеринарни институции за повеќе информации. А до тогаш, останете во добро здравје и се гледаме во некоја наредна емисија.